Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. А еве што е темата за денес. Поговорката добар глас надалеку се слуша, а лошиот уште подалеку, градоначалникот на Лерин очигледно не ја слушнал. Божикниот концерт беше прекинат не поради омрза, туку поради јазикот на кој се пееше. Одекна и тишината се слушна низ целиот свет. Македонците порано не смеле ниту дома да зборуваат македонски, а денес во Европа, која зборува за човекови права и слободи, иста песна, тоест музика без пеење. Дали една песна е закана во 21. век или проблемот е во оние што се плашат да ја слушнат? Тоа е она што ве прашуваме денес во Црвена линија. За подсетување, за учество, особено за сите оние кои што за прв пат ќе се вклучите во денешната дискусија, верувам ќе ве имаме такви, доволно е да се заврти нашиот веќе добро познат број 02-307-005. Не заборавајте, секако исклучително важно е да се намали тонот на ТВ приемникот откако ќе ве превземат во режија. Тоа значи да вашите одговори, излагања и ставови ги искажете само преку телефонската слушалка. Не користете спикерфон и интерфон, се со цел за да нели бидете веднаш да имате увид дека веднаш сте вклучени пред се во програма, да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас и секако се со цел да ги споделите вашите мислења со гледачите, односно со граѓаните. На самиот почеток ќе ве потсетам, како што и секогаш бива во Црвена линија, дека сме активни и на Инстаграм. Тоа значи дека треба да бидете активни и вие и да земете удел во денешната анкета, која што е објавена на Инстаграм стори. Значи, заследете го нашиот профил Црвена линија, потоа профилот и на Телма телевизија и веднаш кликнете на Инстаграм стори. Денес, во текот на целиот ден, Црвена линија ве прашува: каква порака испраќа Европската унија со молкот? Под А, баш има гајле, или пак под Б, има други проблеми. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Двете опции се под А, под Б, така да секако со тоа ќе земете активно учество во денешната анкета и не заборавајте дека резултатите ќе бидат соопштени некаде кон крајот на ова денешно издание. Ние сме подготвени за денешната дискусија, така да она што денес Црвена линија ве прашува, тоа е дали една песна е закана во 21. век или проблемот е во оние што се плашат да ја слушнат. Ако сте веќе на линија и подготвени, па да се обидеме и да го речеме првото добар ден во Црвена линија. Добар ден. Добар ден ти. Игор, голем поздрав до вас. Па еве, дали една песна може да биде закана во 21. век или проблемот е во оние што се плашат да ја слушнат? Јас мислам оти една песна е во срцето ќе ти остане и ќе те расположи, како на Благица Петреска, Блага Петреска, што пеј песната може да расположи. Песната е таа што ќе те расположи се. Тина, сакам нешто друго да кажам, направо премиум кафето ми падна 100 грама кафе. Е тоа награда. Јас можам само да ви честитам, а еве секако сакаме да ве прашаме ова, барем дајте удел и во денешната анкета на Црвена линија. Прашањето за денес е: каква порака испраќа Европската унија со молкот со оглед на тоа што беше прекинат божикниот концерт, бидејќи се пееле песни на македонски јазик? Баш име гајле или има други проблеми? Знам за тоа, Тина. Знам што беше прекинат концерт. Така, и па еве зошто има молк? Поради тоа што има гајле на Европската унија или има други проблеми? Па не, јас мислам оти звездите, може звездите што пеат, ние што пееме, јас пеат сум, код звезда да речам, јас пеат сум во група пеат. Може зашто е запрено? Па немаше ни толку. Ќе почни бе тие, ќе почнат пак концертите. Ќе почнат одново, ќе дојде тоа време да слушат луѓето музика. Така е дојдено. Са малце може во криза свет. Добро, благодарам за вклучувањето со вас. Ја започнуваме оваа Црвена линија, а еве секако на самиот почеток и да ве потсетам за да бидете можеби повеќе информирани во однос на темата, особено оние кои што не го проследија прилогот, се разбира, информацијата на Телма телевизија,
Доволно е да кликнете на telma.com.mk и да го задржите вниманието на следниот наслов. А тоа е контраверзии во Лерин поради прекинатиот концерт на балкански фолк бенд пееле песни на Божик, Совка на Тато и Елена Керко. Културен настан во северниот грчки град Лерин, ке потсетиме, минатата недела стана контраверзен кога локалните власти интервенираа за време на настапот на грчкиот бенд банда Ентопика, спречувајќи ги да пеат текстови на словенски дијалект за време на традиционалната празнична прослава. Инцидентот се случил на 22 декември, подсетуваме, за време на свеченостите што го одбележуваат локалниот обичај угнови, традиција поврзана со Божик. Од тука црвена линија, почитувани, и ве прашуваме, дали една песна е закана според вас во 21 век или проблемот е во оние што се плашат да слушнат? Добро вечер. Добар ден. Вака, сега имавме исклучување. Јас верувам дека ќе имаме можност од технички аспект да ве имаме што поскоро во програма, бидејќи црвена линија сега која е намената за граѓаните, и тоа е простор за секој ден од вас да ги сподели своите ставови преку одговори на нашите прашања. Денес црвена линија ве прашува дали една песна е закана во 21 век или проблемот е во оние кои што се плашат да ја слушнат. Каква порака ве испраќа според вас Европската унија со молкот по овој настан? Дали тоа значи дека им е баш гајле или пак има други проблеми? Ја ве замолувам да го намалите и тонот на ТВ приемникот за да знаете дека веднаш сте вклучени во програма. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Повелете да ве слушнам. Вака, мене ми интересира прво дали во Грција има македонци? Дали Преспанскиот договор е унишено македонското население таму? Кој го подпиша? Требаше да повикнете некои од тие подпишувачите, предавниците, што пишува у тај договор? Дали македонци има од егејскиот дел, еве источниот дел има илјадници семејства? Дали тие луѓе се враќаат? Дали се таму ги ценат како македонци? Тоа ме интересира, тај Преспанскиот договор. Значи луѓето подпишаа, земаа си, сега ќе си одат у Дубај, ќе си градат згради. Епате, тоа е, господице. За лични интереси ние и државата ќе се продае такви ние што гласаме за доброто за граѓаните. Меѓутоа, кога не си го признава јазикот, уставот, што очекуваш од такви луѓе? Тие треба уопште да бидат како порано што има Голи оток и такво нешто. Иначе вака предавници да свој народ да нема своje луѓеве таму у Грција бе. Па цело Солун било македонско сега да не смее своето знаме да си го прикаже. Погледи кај нас западниот дел што се работе бе. Па песни не го пуштуват македонското. Што не идат само тоа да го направат. Меѓутоа таков е тај. Благодарам многу за вашите одговори што ги споделивте со гледачите во црвена линија. Не заборавајте секако да останете и продолжите да го гледате ова издание. Ве префрлам и на социјалните медиуми, секако и тука е простор каде што можете активно да земете удел преку пишување коментари. Се што ви треба е профилот на црвена линија, потсетувам и профилот на телевизија Телма, бидејќи паралелно на двата зида, на овие два профила се објавуваат темите за кои што секојдневно зборуваме со вас. Па еве како изгледаме на Facebook. Дали во 21 век македонската песна повторно е закана? Тоа е она што прашува денес црвена линија, пристигаат секако коментари, бидете активни, пишувајте и не заборавајте дека во продолжение секако меѓу вклучувањето на гледачи во живо ќе почнеме и со читање на коментарите. Добар ден. Добар ден. Дали ќе имаме пак подолга пауза? Дали ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Не е само една песна закана, туку закана е македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонската култура
и пред се украдената македонска историја од дамнешно минато. Заплеткани се во кражбите. И тој договор во Нивици всушност сето тоа го избриша. Не веруваа луѓето. Велеа таму пишува македонски. Само преодно државјанство сега за сега. Нашиот јужен сосед ќе се бори до крај зборот Македонија од името на оваа држава да го избриша. И ги загрозува и пеење, и уште го нарекуваат локален диалект. Значи соработуваат со нашите источни соседи. Чили е тој диалект. Страутно нешто доживеавме со минатата влада и јас само сакам да верувам дека се ова ќе се поправи, ама не во скора иднина. Ќе помина доста години. Благодарам. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Во продолжение секако една напомена, без разлика дали ќе ги споделите вашите ставови со гледачите во живо или преку коментари. Јас само ве замолувам, без разлика на гневот и она што го чувствувате во однос на она за што зборуваме, да се држиме до културата и нивото, подобро да речеме етиката на црвена линија. Ве замолувам да бидат целосно изоставени погрдни зборови, навредливи зборови, говор на образа и говор кој што алудира на насилство. Во тој случај веднаш се вклучува црвената линија. Особено ве апелирам до оние кои што ќе пишувате коментари, секако и тука е исклучително важно да се држиме до пристојноста на излагањето, односно на пишувањето. Затоа што навистина сакаме секој еден коментар да го прочитаме. Доколку има пцости, вулгарни зборови, говор на омраза, секако тоа нема да го сториме. Но ајде да се навратиме на темата, прашањето за денес. Дали една песна може според вас да биде закана во 21 век? Или е тоа проблемот во оние кои што се плашат да ја слушнат? Добро вечер веќе. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте. Благодарам. Па, очигледно е дека е закана. Секако дека е закана. И јако сметам дека музиката не сме да биде закана за никого, апсолутно за никого. Но Европа е во таа состојба. Европа стана една голема играчка во рацете на некои други. А ние македонците ја плаќаме целата цена за сето тоа, од хирот на грците, хирот на бугарите. Ова е срам за Европа според мене и ова е доказ дека и Европа генерално како Европска унија не оди во добра насока и нема добра иднина. Лично мислам дека секој треба да се страми од тоа да прави од музиката да се плаши и да забранува концерти и слично. Музиката треба да не обединува, а не да не разединува, без оглед дали е тоа македонска, албанска, турска, наполитанска, шпанска или не знам каква. Добрата музика секогаш треба да биде музика која ќе обединува, како и секоја култура, како и секоја уметност. Ама пак ќе речам, на жалост и на срам во 21 век на Европската унија, пред се на нашите соседи, грците, ова се случи. Што уште ќе се случи, ќе видиме. Поздрав. Поздрав, благодарност за учеството во црвена линија и вашите одговори. А нашата дискусија и понатаму продолжува. Ве потсетувам да бидете активни на социјалните медиуми. Во овој момент, ако не следите, заследете не на Facebook, црвена линија, но и на Инстаграм. И ве потсетувам за оние кои што може би малку подоцна се вклучивте во црвена линија. Во текот на целиот ден е објавена нашата денешна анкета. Прашањето е: каква порака испраќа Европската унија со молкот? Дали тоа значи под А баш име гајле или пак под Б има други проблеми? Ќе го поставиме во ова анкетно прашање и на следниот гледач или може би гледачка. Добар ден, добро вечер. Добар ден, добро вечер. Па еве, каква порака испраќа ЕУ со молкот? Па порака антимакедонска, таква порака испраќа. Јас мислам. Дали една песна може да биде закана во 21 век? Проблемот е во оние што се плашат. Па за грчките нацисти, да, може. И уште само имам една исправка. Јас бев Јосиф од Битола, јас бев лично присутен на таа забава коледарска. Не е песната Елено Керко, туку песната беше Ела Керко.
Таа е стара егејска песна, што грците со векови нашите стари песни од егејскиот дел на Македонија ги уништуваат. Меѓутоа оваа група ги негува. Таа песна е Ела Керко и тие ја промовираат низ цела егејска Македонија. Каква беше ева атмосферата, прекинот, какво образложување Атмосферата беше како прекинот не беше нешто вообичаено, продолжи песната да се пее, меѓутоа не да се пее, меѓутоа само инструментално, без македонски да се пее. А градоначалникот на Лерин го знаеме дека е грчки андарт, не е грчки егејски македонец, и тој е против македонското население таму во нашата егејска Македонија. Се вели дека ги користел фразите "Јас ти плаќам, нема да ги пееш овие песни во мојот град", да не го исклучуваме, гледачот, ве молам. Тој не плаќа ништо лично од неговиот џеп. Тој плаќа од општината во Лерин. Тој лично не плаќа. Тој е таму наместен за против македонското население, наше, во цела егејска Македонија. Се случило ли еве инцидентот кој што се укажува дека упаднал член од публиката на сцената, бил турнат трубачот? Не е точно тоа. Тоа само беше негова реакција на градоначалникот. Трубачот не беше оттурнат. Зошто еве умолчи, бидејќи ме гајле или има други проблеми? Па цела работа е од Европската унија за уништување на македонскиот народ. Тоа е со нивна дозвола, не разбирате? Европската унија затоа ќути, нема демант, нема ни реакција, нема ништо. Значи со тоа што нема реакција, тие го оправдува тоа на градоначалникот на Лерин. Тоа е нивна агенда, да знаете. Така, вие сте, предпоставувам, колку што ве разбрав, член на бендот? Не, никако бен, јас сум чисто битолченец, секоја година одиме во така, Лерин. одите како публика, во ред, благодарам многу. Направивме мала отстапка, бидејќи гледачот бил присутен на лице место на инцидентот кој што се случил во Лерин. Од тука и темата и денешната дискусија со вас, почитувани Црвена линија, ве прашува дали една песна може да биде закана во 21 век или проблемот е во оние што се плашат да ја слушнат. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па видете вака. Грците не сакаат да слушнат за тоа дека постои македонско население таму, барем славјанско македонско население, значи за нив сите што се во Грција се грци. Што е донекаде и јас и можам да речам дека и за мир у куќи е оправдано. Значи за мир од дома. Сега во Лерин многу малце се зборува македонски, точно. Еве, дури Виношито не е активно, порано беше активно, тоа друштвото нивно, па сега тој што беше председател во Скопулос, па не е поќе председател, тој е само некој си член на Виношито. Кој му е председател, не се знае. Така да и самите македонци таму се веќе на некој начин погрчени, не се толку патриотски расположени. Така да и онај фестивал што исто така во имат еден фестивал таму, не знам, Овчаран или е така нешто, и тој фестивал е фестивал не е на македонски песни. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Продолжете да не следите. А ние секако ве потсетуваме, наскоро почнуваме и со читање на коментари како одговори. Бидете активни на Facebook. Земете учество во Црвена линија со вашите коментари како одговори на нашето прашање. Секако денес Црвена линија прашува и дали една песна може да биде закана во 21 век или проблемот е во оние што се плашат да ја слушнат. Добро вечер. Добро вечер.
Добро вечер, во црвена линија сте. Дали ме слушат? Ало? Добро вечер. Јас ве поздравувам вас и вашата телевизија. Благодарам многу. Повелете, ве слушаме внимателно. Па тоа е најголема глупост да една песна може да биде закана во 21. век. Мислам дека проблемот е како прво, бидејќи Грција е член на Европската Унија и за такви работи, за Европа, да реагира, Европа е минорна работа и не име баш многу гајле. Но, да се подсетиме и друго, па не му беше гајле ни на југословенските србо-комунистички удбашки елити. Кога одеве во Грција, не ни ги признаваја пасошите со македонските имиња. Дали има краток памет овде овие некои мои соговорници? Уште тогаш бевме ние оттаму подсенати во Грција, да нас се прават многу наудрени сите до еден. Удба, таа е која што се сложи со грците да не постоиме ние, воопшто да не постоиме. Тие не реагираја. Дури не му помогнаа ни на македонските партизани да се борат против Грција. Благодарам и вам за одговорите и учеството. Подсетувам особено за оние кои што ќе се вклучите, а тоа ќе ви биде и за прв пат во црвена линија. Имајте во предвид дека 90 секунди се предвидени за едно јавување. Одеме со вклучување во живо, а потоа почнуваме и со коментарите на Facebook. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Намалење на 0. Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Па вака, прво јас ќе речам, стварно најглупата работа е во денешно време, 21 век, некој некому да забрани мелодија, песна, што се вика и приказна, да се раскажува, да се прераскажува, да се пее. Тоа испаѓа дека не може ни да комуницираме меѓу себе. Ево во оваа ситуација, јас ќе речам тогаш на ваков начин, тогаш треба многу земји да се спротистават да нема Евровизија. Затоа што некој пее на некој друг јазик, кој што на некого не му одговара. Дали стварно тој господин Волерин размислува дека прво ние сме комши, сакале или неќеле, границата не поврзува. Значи, дали питомо диво како, ние одиме тамо, тие идат кај нас. На некој начин, да речеме, они треба сами да не тераат да пееме песми тамо. Тамо има наш народ, независно од тоа што тие не го признаваат сето тоа, меѓутоа да се тргнат од економската гледна точка од кај нас, од Македонија, некако од 200 до 300 илјади граѓани во текот на годината одат да летуваат во таа Грција. Остават грдни пари, значи ја помагаат економија, што се вика индустрија, со нашето оде тамо. Тој треба да размисли, господин, дали треба да се спротистави на таква мелодија. Благодарам многу за јавувањето. Напомена да се има секогаш увид времето. 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Ајде сега одиме на Facebook, почнуваме со одговорот, односно коментарот на Тихи Дон на прашањето дали во 21 век македонската песна повторно е закана. Во 21 век да се зборува за непризнавање и забрани на некој народ да зборува и пее на својот јазик е недозволиво, особено од земја која се пропагира за лука на цивилизацијата. Ако не постоиме како нација со своја традиција и култура, тоест не признава, тогаш што забрануваат? Тоа докажува и покажува каков народ се. Тој што забранува и не признава и себе си се негира. Благодарам, Тихи Дон. Бидете активни, пишувајте коментари. А ние продолжуваме со вас во живо. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме?
Како и да е, ета можевте, особено оние кои што ја гледаат Црвена линија, кога се вклучи гледач кој што е од Битола и бил присутен на вечерта во Лерин, ние ќе потсетиме дека инспирација за темата всушност е инцидентот кој што се случи на 22 декември за време на свеченостите што го одбележуваат локалниот обичај огнови, традиција поврзана со Божик. Банда Ентопика е позната по својот еклектичен репертоар на балканска народна музика, изведена на повеќе јазици, вклучувајќи грчки, словенски, бугарски, турски, српски и ромски. Овој бенд беше токму поканет да свири од локално културно здружение. А ние денес ве прашуваме дали една песна еве според вас може да биде закана во 21 век или проблемот е во оние што се плашат да ја слушнат. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Лјупчо, повелете, ве слушаме. Па ја мислам дека во проблемот е во луѓето што не може да прифатат дека се случуваат промени. Како од грчка страна, така и од наша страна, да ти кажам право. Ја тука не ги делам. И кај нас имате луѓе што се проблематични со размислувањето и од грчка страна. Меѓутоа ние не гледаме една позитивна работа што се случува после ова, а тоа е дека овој кикс на градоначалникот на Лерин сепак дојде и до осуда и во самата грчка заедница, тоа е во нивниот парламент. И тука не ја гледаме ние позитивната работа дека сепак нешто и позитивно се случи на тоа поле околу признавањето, речеме, на различностите во грчката заедница. Речеме, минатата недела јас исто гледав почти ги следам социјалните мрежи, како една грчка телевизија даваше прилог за, мислеше за една група младенци од Кожан или како беше, каде што они чисто свиреа само и пеева македонски песни. Меѓутоа, знаете што ме е чудно? Мене ми е чудно што наши телевизии не прават прилози од она што се гледа на социјалните мрежи. Како повод, речеме, да им дадат социјалните мрежи да се направат репортажи за такви избиднувања, речеме, што се случуваат од таа страна на границата. Сепак да видиме дека не е толку црно како што некој се обидува да ни го представи за личен интерес. Речеме, јас сега гледам на социјалните мрежи се појави еден гаф на господинот амбасадор даден за друга телевизија, во друга емисија, каде што тој во 2009 година го прифаќа промената на името. Благодарно за одговорите. Потсетувам, затоа и го објавуваме тајмерот на екраните, за да имате увид за времето кое што одминува 90 секунди е едно вклучување, но тука и сега го ве потсетувам, секогаш додека траеме се добре додени повторно да се вклучите и секако да се надополните и доискажете. Ние денес ве прашуваме дали една песна може да биде закана во 21 век или проблемот е во оние што се плашат да ја слушнат. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во Црвена линија. Јас мислам дека не е песната проблем, него проблем е друго. Уствари, повеќето од грците, тие што се националистички задоени, ја неќат Македонија и македонскиот народ. Европската унија воопшто не ја гајле дали Грција ќе биде против нас или нема да биде против нас. Она си ги гледа нејните работи, а пошто Грција е во Европската унија и они секупат ќе бидат на нејна страна. Нас не сметат за народ. Едноставно нас не игнорират од Европската унија. Сето тоа она го работе. Не е проблемо за градоначалникот, тоа е еден човек во Грција, а не сесетиот народ од Грција. А нашите луѓе, кога дојде летно време, трчат нози ќе се кршат одејки на Егејското море во Грција, само да бидат на море, не е важно каде е. Дали ќе ги третират како луѓе или не ли ги третират како луѓе, уопште не ги интересира. Не е проблемот песната. Проблемот е во културата на изразување на градоначалникот од Лерин. Проблемот е во... Благодарам многу за јавувањето. Секако еве на социјалните медиуми, поточно на
Facebook профилот на банда Ентопика, односно групата која што настапуваше. Она што секако можете да погледнете, тоа е објава на 27 декември, каде што сушност банда Ентопика образложува за случувањата. И она што можев сега, јас ќе ви приведам, нели, од објавата секако на англиски, па на хрватски, еве што напиша, што се однесува до песните кои што ги свиревме 22:12 во Флорина. Тоа беа Совка и Ела Керко, а не Елено Керко. Намерно некои не оптужуваат, всушност не осудуваат дека пееме Елено Керко, бидејќи тоа лесно може да се замени со Ела Керко, така да на ова објава секако има и од нивна страна постирано да еве од нивниот концерт во Флорина, односно изведбата на Ела Керко. А ние денес ве прашуваме, ви се чини ли дека една песна може да биде закана во 21 век, или проблемот е во оние што се плашат да ја слушнат? Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Вака, јас со целина мислам дека не треба да придаваме големо внимание на ова. Тоа ќе си биде, ќе си трае, ќе го има и порано и сега. Ние треба обратно да покажеме дека сме ние земја која што е веќе во Европска Унија. Да си ги пуштаме грчките песни, да одиме во Грција, да имаме една коректно пријателство со нив, за да, бидејќи тоа е елементарната култура и значење на она што значи Европска Унија. Значи, ние ќе бидеме европејци, а они нека си бидат како сакаат. Мислам дека треба со гордост да сватиме дека ќе си бидеме упорни, ќе си пеат наши песни, ќе забрануваат, па ќе се заморат, па после ќе продолжат. Меѓутоа треба пријателството да си го држиме и да не се вадиме некои од историјата, да кажам. Историјата секогаш има работи кои што може да не наредат во сите земји и во сите, да кажам, во сите времења. Така да мислам дека треба да си бидеме со сите коректни, културни, а тие како сака, тоа е нивна работа. Наша работа е да си бидеме европејци, иако 30 години токму Грција не изблокира за членство во Европската Унија. Ние сме веќе во Европската Унија и тоа треба да го покажеме тоа по однесувањето со нашите соседи. Толку ви благодарам. И ние ви велиме благодарам секако за учеството и што со вашето вклучување збогативте денешната дискусија. Пристигаат и коментари, продолжуваме со она што го напиша Даниел Пауърс. Во 21 век владае законот на дивината. Ако си мукен, правдата ќе биде на твоја страна. Ако не си мукен, нема правда. А ние понатаму еве ве прашуваме дали во 21 век македонската песна повторно е закана или проблемот е во оние што се плашат да ја слушнат. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се однесува на песната за во Егејскиот дел на Македонија, така? За настапот на банда. Па јас мислам дека не треба. Секако не е баш све едно, меѓутоа треба да се воздржиме за подобра имнина. Инаку ќе ви давам еден пример. Што за македонците од Егејска Македонија што живеат во Скопје конкретно? Јас ми дојдоа на слава мене, мајка и син, и пред сите гости зборуваа грчки. Да се лутиме што треба да ги фатам за уво и да ги изнесам надвор. Исто и дома го прават тоа пред снаата. Синот и мајката зборуваат грчки. Ама се патриоти. И сега песната ја прекинале. Па така ќе ни прават. Ние си го бараме тоа. Ние ништо не кажуваме како што треба. Све се некако во завиено и дволично. Ако прави другиот, ќе му извадиме очи, ама ако правиме ние во окей, што би рекле американците. Па за тоа ни се удира се од глава. Оти ниту знаеме кој сме, ниту знаеме од каде сме, а ниту знаеме што сакаме во моментот. Штом не знаеме што сакаме во моментот, не може утре да имаме добра иднина. Се додека си се враќаме назад, ќе си идеме
Не 20 години, него ќе си идеме по 2000 години. Него пред Александар Македонски. Ќе си живееме во племенски заедници, секој ќе си избори како што сака, дали тоа е јазик, службен или е дијалект или е туѓ јазик, на никого нема да му пречи. Јас мислам дека од оваа наша држава ништо не бидува, не од државата, од граѓаните. Блазеси им на тие што си на време извегле одовде, а не сега да ни се мешаат од таму, од ваму. Им дозволуваме и ќе ни се мешаат. Благодарам пријатно. Големо благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Бидете активни, ве замолувам секако и на Инстаграм анкетата за следите не само за оваа анкета која што објавена денес, бидејќи црвена линија секојдневно секако објавува во текот на целиот ден за секоја една тема за која што говориме со вас и анкети. Денешната се уште е активна, бидејќи се уште трае црвена линија на Инстаграм стори, кликнете и одговорете на прашањето каква порака е според вас испраќа Европската унија со молко. Дали тоа под А баш име гајле или пак под Б имаат други проблеми. Добро вечер. Ало, добро вечер. Еве, каков е вашиот одговор во однос на анкетното прашање? Каква порака испраќа ЕУ со молкот? Ало? Ве слушаме, дали ме слушате вие? Да, слушам. Да, па баш име гајле на Европската унија или има други проблеми? Видите, Европската унија знае ние кои сме и шо сме. Проблемот е што нашата нација, македонската нација е фалсификат, тоа го знае Европа, го знаат и соседите. Подхитно треба македонската нација да биде избришена од уставот на Република. Добро, одиме сега останува, бидејќи времето е такво, наложува да одиме со реклами, но не го менувајте каналот, ќе следуваат и резултатите од денешната анкета. Хајде сега и да погледнеме оние кои што не следат на Инстаграм како одговорија на денешната анкета на Инстаграм стори. За следите, не ужасувате во утрешната. Денес ве прашавме каква порака испраќа Европската унија со молкот. Под А баш име гајле одговорија 81%. Под Б има други проблеми 19%. Големо благодарам секако за секој еден од вас кој што денес се вклучи и ја креираше црвена линија, што во живо и секако за активноста и на социјалните медиуми. Информирајте се на telma.com.mk, а по црвена линија заследете го и репризното издание на Бизнес Објектив. Ние се гледаме во стандардното време утре за црвена линија со нова тема и нов предизвик до вас. Довидување.